И така, јас, гледајќи го филмот, бев толку допрена од тој филм, што се прашував какви сме ние луѓето. Зошто тоа го направив? Имав толку многу прашања. Зошто вака направија на ваков човек? Зошто Исус мораше да умре на крстот? Дори знам дека толку го исплакав тој филм на крајот и после тоа, јас сум плачка за филмови, ама после тоа се враќаш во нормала. Ама после овој филм, јас чувствував некој мир, некоја радост, некоја љубов во мене кој што беше неописливо. Цела недела, онака кажано, у наводници леташ некако во облаци. Некоја посебно чувство, некој посебно љубов кон Бог и тоа направи да имам јас некој копнеш да дознам уште многу повеќе за Бог. Кој е Бог? Зошто? Како? Значи, трагав по таа вистина кој што сакав ите како да дознам многу повеќе. Но верувајте дека тоа беше еден почеток за она да сакам да знам за Бог. И затоа секогаш велам, Великден е посебен. И секогаш се молам за луѓево, затоа што знам дека во овие моменти кога секој еден ќе кажат Христос воскресна, ќе си честитаме, или без разлика каде и да одат, едноставно тоа може 2 збора, 3 да значат многу за нив. Кој што тоа нешто ќе потикне во нивните срца и ќе посака да откријат многу повеќе кој е тој воскреснатиот Исус, што направил и што има направено за нашите животи, иако ние него можеби во тој период и знаевме кога претходно ни се објави. Значи, Павле има кажано дека воскресението ни носи надеж. И ништо залудна би била нашата вера ако не беше воскресението, ако не воскресна Исус, ако не издвои таа победа. И затоа многу Новиот Завет, кога ќе го читаме во посланијата и насекаде се спомнува и се потенцира воскресението, затоа што се тука започнува. За секој поединец, без разлика која нација и кој јазик да сме. Јас ќе прочитам од Матеј, 28 глава, за случката, средбата на жените со воскреснатиот Христос. Кога измина саботата на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото. Пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. А стражарите, уплашени од него, треперија и беа како мртви. Ангелот им се објави, на жените им рече: не плашете се, знам дека го барате Исус Раснатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол, дојдете и видете го местото каде што лежал Господ. Па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека тој воскресна од мртвите и ете ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите, ете ви кажав. И излегоа брзо од гробот со страв и голема радост и отрча да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна им рече: радувајте се! А тие се приближија, ги гушнаа нозете негови и му се поклонија. Интересно, ја гледаме оваа средба која што ја имат овие жени. Се случува да тие бидат сведоци на крстот, кога беше распнат на Голгота. Во исто време тие беа сведоци и сега се сведоци на она што е еден спектакуларен настан кој што се случува. А тоа значи гробот, отидоа кај гробот да го барат Исус, но се вели дека се случи еден силен потрес, ангел слезе кој што го тргнаа каменот. Сега археолошки проценки кои што се истражувало за еврејските гробови во првиот век, се кажува дека каменот бил во форма на голем круг.
Но се кажува и дека просечниот диаметар бил околу 1,5 до 2 метри со дебелина, а додека некаде со дебелина од 30 до 50 сантиметри, кој што со таа густина на камен се предпоставува дека тежеле 1 до 2 тона. Значи тоа е премногу тешко за 2 жени или неколку жени да можат да го тргнат тој камен. Во тоа што кога отидоа за да едноставно да го поздрават, да ги завршат сите тие обреди кои што ги имале во тоа време, но гледаме тие отидоа се сретна со нешто неочекувано, со нешто кој што покажа дека Исус воскресна, но и интересна средба со него. Сега кога ние вака малку скида малку подетално, ама општо вака кога ќе размислиме, ние понекогаш кога ќе размислиме средбата со Исус, која би се случила, што може би си помислуваме? Помислуваме кога сега Исус ќе почне да ни кажува некои доктрини, некои такви длабоки прашања кои што може би ние секојдневно се соочуваме, ама гледаме дека Исус ги поздрави, малте не, тој им бил поздравот како здраво, вели радувајте се. Исус толку секогаш знаеше да дојде кај нас и кај своите ученици, кај нас на така едноставен, мил, добар начин кој што тој само ќе не поздрави, само ќе сака да каже јас сакам да сум со вас, како што очекува и ние да бидеме со него. Тука, значи, со ова воскресение сакам навистина да потенцирам за да се случи воскресението, навистина потребна беше и смртта или да се случи тоа раснување на крстот. Ние овие денови имавме богослужби кои што многу зборувавме за раснувањето и што беше клучното што Исус направи на крстот. Значи спомнавме дека тој го плати нашиот долг, тој плати за ние умревме со него, со нашата грешна природа, на крстот го распнавме нашето тело и исто така издвои победата над сите наши непријатели, тоест над ја победи смртта. Значи фактот дека Исус умре, со тоа ни покажува дека тој е и вистинска личност. Со тоа за да се па додека со неговото воскресение тој покажа дека е и 100% Бог. Вистината е запишана во Библијата, ние знаеме, често пати читаме од тоа, но не само тоа, кога ќе размислиме во тоа време се биле над 500 сведоци кои што биле околу Голгота, кај што го гледале самиот начин како го него раснуваат на крстот. Сите тие тоа е јавно направено. И многу животи од тогаш биле променети, кои што тие кажувале што се случувало на тој ден. А потоа кога се случува и воскресението, и како исто така уште посилно и се зборувало за она што тој зборува. Знаеме дека било и некои кои што мислат дека тоа е лага, дека учениците го имат земено и тоа и таква приказна уште се шири. Но можеме да видиме дека има толку променети животи кои што подосна тие и пишувале книги. Евангелијата знаеме дека тоа се од неговите ученици. Браќата на Исус, Јаков кога поверувал и добил имал променет живот, е напишал станал лидер на црквава и исто така е напишал книгата на Јаков. Јуда, братот негов, исто така е напишал книгата Јуда. Да не забораваме колку сведоштва, значи ако можеме да ги имаме сите пишани дела, не знам колку тоа сведоштва ќе слушаме за сите тие факти, дека навистина Исус беше тука, се даде себе си за нашите животи. И знаеме дека како се ширеше радосната вест за Исус, толку повеќе имаше и непријатели кои што негодува. Дури и потоа можеме, кога ќе читаме историски, можеме да видиме колку бил несакан Исус и колку биле мразени понекогаш и христијаните. Можеме да видиме дека Нерон, ако размислиме, тој е првиот цар кој што ги прогонувал христијаните. Тој го има запалено градот и ги има обвинато нив. Потоа
Домицијан, Трајан, Деци, Диоклецијан, значи тие сите имат организирано разни начини како и на кој начин систематски прогони, мачења на христијаните. Имало пишувано доста и такви книги кои што еден од нив е Целс, грчки филозоф кој напишал Вистинскиот збор, една од првите антихристијански полемики кој го нарекол Исус како магевсан евреин. Значи има такви потоа ќе завршам само со Порфири од 3 век кој што има жестоки критики за христијанството. Но ние знаеме дека сето тоа што има толку многу сведоци, а посебно Божјото Слово збори дека Исус умре на крстот. И тоа беше јавно. Умре за мене и за тебе. Умре за нашите гревови. Земајки тој факт кој што ги зема сите наши слабости, го зема нашиот грев, го зема нашиот долг, за да ние бидеме слободни. Во Римјаните 5 глава 6 стих вели: зошто уште кога бевме слаби, Христос во одредено време умре за безбожниците. Значи тој дојде на крстот за да умре за секој еден кој што е грешен, за секој еден кој што ќе побара помош од него. Спомнавме за секој еден кој ќе повика кон него, кој што ќе исповеда, кој што ќе го прими во своето срце, ќе биде спасен и ќе доживее тоа спасение. Затоа што Библијата многу јасно ни вели: сите сгрешија и сите се лишени од Божјата слава. Но затоа Бог толку пак нас не засака што го прати својот единороден син, да секој што ќе верува во него не загине, туку да има живот вечен. И затоа ние како луѓе често пати кога ќе речеме, можеби кога некогаш ќе му кажеш на некој, ќе го сочиме дека сите се грешни, можеби некој ќе рече: па јас не сум, јас правам добри работи, ништо не сум сгрешил. Но ајде да си бидеме искрени, колку пати кажуваме работи кои што не треба да ги кажеме. Правиме работи кои што не треба да ги правиме, помислуваме работи кои што ние знаеме дека не треба дури ни да ги помислиме. И тоа е се спротивно од она кој што Бог сака. И затоа навистина е добар фактор да сватиме дека ние со нашите начини на живот, колку и да се трудиме да имаме добар живот, колку и да се трудиме да ги држиме 10 Божји заповеди, оние што малку знаат, некогаш нели околу нас има луѓе кои што велат: јас знам за Бог и се трудам, го правам тоа, правам она. Но Библијата јасно вели дека сите сгрешија, не можеме да, колку и да се трудиме, да бидеме совршени без ниеден грев, и затоа се наоѓаме во таа безизлезна слабост, ситуација, без надеж стануваме, нашиот грев можеби не потиснува, стануваме се попразни, се потешко ние, и затоа Бог го знаеше тоа дека ние немаме решение. И тој ни даде решение, доаѓајќи да се предаде сами од себе си на крстот за мене и за тебе, давајќи се себе си, издвојувајќи ја победата над гревот, и ни даде еден слободен и мирен, благословен живот. Затоа што тој кога се јави на учениците потоа што кажа: мир вам. Значи, ние сите очекуваа, спомнав во петокот, очекуваа како политички ослободител, но тој дојде да ни даде мир. И јас кажав, јас не бев слушнала од никога, ама јас доживеав од тој филм некој мир, кој што ништо друго не можеше да ми го сруши тоа што го има внатре во мене. И тоа потикна кај мене уште повеќе да сакам да знам за Господ. Затоа што ништо не се смени во животот околу мене. Истите проблеми ги имав, истите работи се случува околу мене. Во истиот град бев, со истите родители, со истите проблеми кои што ги во тој период имавме дома. Ама Бог ми даде мир. И тој дојде да ни го даде тој мир. Да тој живее во нас и да го имаме. Во Евреите 9 глава 28 стих, првиот дел вели: така Христос, откако еднаш се пренесе сами од себе си како жртва за да ги отнесе гревовите на мнозина. Значи,
кажува дека тој се предаде себе си како жртва за да ги однесе сите гревови. И тој исто така рече на крстот: свршено е. Знаеме дека тој заврши се таму, целосно не откупи, целосно плати се, кој што грчкиот збор се користи на тоа телестаи, што го користеле во тоа време како во бизнис, за судски процеси, војската го користеле. Значи, во бизнисот значи целосно платен долгот. Оваму си на судските, сите тие записи кажуваат дека ти си од сите обвинувања слободен, а војската го користи дека издвоена победата каде што тие војуваат. Така тоа го направи Христос во нашите животи. Твојот долг од гревот е целосно платен. Осудата за казната, каква е осуда вина во себе да имаш, си ослободен. И борбата против сатаната, непријателот, болестите, проблемите е издвоена, затоа што Исус ја победи сето тоа на крстот. Тој се даде себе си и ја издвои таа победа таму и рече: завршено е. Телестаи, заврши се издвои победата. И не е само тука крајот, кој што за многу може би изгледаше поразително. Исус беше на крстот, умре и може да го гледаме безнадежно. Но после петокот, кој што ние сега го велиме, доаѓа неделата, каде што Христос воскресна и еве гледаме се помисти каменот, го видоа воскресението кој што се покажа Исус дека тој воскресна. За да се случеше воскресение мораше да има смрт. За да има, ден не би било ден ако нема ноќ. Исто така во сите тие мрачни и тешки моменти во животот ни што и да минуваме, без разлика на тоа доаѓа надежта во Исус кој што тој ни ја дава. И гледаме во Матин или 28-та, читаме 5-тиот и 6-тиот стих, вели: ангелот им се обрати на жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исус распнатиот. Не е овде, воскресна, како што рекол, дојдете и видете го местото каде што лежал Господ. Интересно, тие доаѓаат, влегуваат натре, го видуваат тоа момент и се огледуваат дека тој не е таму. Сега скоро нешто кој што не треба толку теолошки да се замараме, ама се појавува и се спомнува веќе дека кога отишле кај главата, таа перница била здиплена, тоа мислам превојот, кој што тоа покажува дека во еврејската култура било кога некога ќе викнеш на ручек и ќе седнат и тие ќе јадат, и сега ако ова речи салфетава или крпава што ќе ти ја дадат за бришење, ја ставиш така, тоа испаѓа веќе не се враќам, ама ако е убаво здиплиш, значи доаѓам повторно. И тука го сега кажува дека на некој начин кога била така здиплена, тоа покажува, Исус го кажува ова: јас сум жив и ќе дојдам еден ден по вас. За неговото второ Христово доаѓање. Кажав, не навлегуваме и не го ставаме као теолошко, но сепак има една некоја културолошка вистина во тоа време кој што тие го правеле. Сие тие видуваат дека е празен гробот, но со каков став отидоа тие таму? Тие отидоа да го најдат мртвиот Исус и да ги завршат сите обреди религиозни или обреди традиционални, кои што во тоа време ги правеле за починатиот човек. И можеме да замислиме, затоа и така спомнав во почетокот, колку луѓе денеска ќе речат Христос воскресна, а всушност тој е мртов во нивните животи. Тоа е како оној се уште на крстот кој што е распнат и него согледуваат како жив во нивниот живот. А зошто тоа го кажувам? Се надоврзувам и на самото мое сведоштво дека јас кога кажав доживеав дека Христос воскресна, го видов дека тој беше распнат и сето тоа ми донесе тој мир и таа радост, но во исто време јас некако не го доживеав дека тој Христос е жив и денеска и дека може да живее во моето срце. Затоа што
во тој момент јас мислев дека само еден ден, кога јас ќе умрам и ќе се сретнам таму со Бог и ќе имам таа поврзаност со Него. За тој период дека јас треба да се трудам да правам добри работи. Не сваќав дека тој е жив, дека тој живее, дека тој може уште сега да јас ги вкусам и да го имам живо мојот живот. Се до значи јас бев 3-та година средно, кога имав еден школски од Куманово, дојде и така со него зборувајќи, јас кажав дека многу верувам, дека идам у црква и се тоа. И тој рече, има еден пастор, ако сакате, ќе ве запознам да разговараш со него. И сега средбата со Столе, ќе кажам и кој е, кога дојдоа и првата средба, кога се сретнавме горе на споменикот со сите мои другарки и се тоа, беше, дојдовме јас и мојата сопруга да ви кажеме, не да ве воведиме не во некоја религија, но да ви кажеме дека Исус е жив. Луѓе, верувајте дека јас ништо друго, што и да е зборено, што и да е правено тогаш, на ништо не се сеќавам. Ама се сеќавам на тие зборови, Исус е жив, затоа што кажав, јас од филмот знам дека тој воскресна, знам дека се вознесе и на небото и тој беше далеку и него доживував како жив, кој што тој и денеска живее и може и како да делува во мојот живот. И затоа велам денеска и како многу луѓе ќе се поздрават со тоа, ама нема да го доживеат и да го сватат вистинската суштина на неговото воскресение, дека тој е жив, дека тој живее во нашите срца и дека тој може да направи голема промена во нашите животи. А тоа и самиот Павле исто така ни кажува дека таа воскресителна сила живее во нас. Во Ефесјаните 1 глава 19 и 20 стих вели: и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата. Значи, ние ја имаме таа сила кој што делува во нас и кој што тој живее во нас. Кога ние в моментот го повикавме во нашиот живот, Владко баш и прочита тој стих, дека ако исповедаме со нашите усти и поверуваме со нашето срце, тој ќе не спаси, тој живее во нашите срца. Во 1 Петрова 1 стих, 1 глава 3 стих вели: кој по својата голема милост не роди одново за жива надеж преку воскресението на Исус од мртвите. Неговата сила, значи, действува преку нас. Ние станавме неговата жива надеж преку воскресението живее во нас, кој што тој преку нас действува, преку нас се прославува тука додека ние сме на земјата. И исто така во Јован 14 глава 19 стих што рече: затоа што јас живеам и вие ќе живеете, така и Христос живее во нас. Или понатаму 11 глава од Јован 25 и 26 стих што вели: јас сум воскресението на животот, оној кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Затоа што тој и како живее во нас и ние дури со она, сега да не се повторувам од петокот, физичкава смрт, духовно ние сме живи во него без разлика колку и какви да се случуваат промени во нашиот живот. Затоа е многу важно да ние се радуваме секојдневно и тој воскреснат Христос нека живее во нашите срца и да се прославува. Затоа што кога ние ќе се соочиме со тој жив Христос, не можеме да останеме исти. Нашите животи се менуваат. Колку и да тоа изгледа безнадежно, колку и да изгледа дека нема, нели понекогаш ќе си речеме, без се, ама јас сум безнадежен случај, кај мене нема шанси. И како Господ, тој живиот Бог, со таа воскресителна сила може да направи промени. Што се случи со жените? Тие излегоа од гробот со страв и голема радост и отрча да им соопштат на учениците дека нивниот Исус
е воскреснат, дека не е таму. И што тие кога трчеа, вика, кога одеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и им рече: радувајте се. Спомнав, тоа е поздравот кој што тој ги поздрави и многу пати гледаме тука тие трчаа од гробот да им кажат на Исус, кажувајќи дека не е веќе мртов, туку дека е жив. Тоа е една така совршена слика која што може да ни покаже за нашиот променет живот во Христос. Ние тие бевме кои што можеби живеевме и правевме некои работи кои што и како беа мртви и не носеа во таа смрт. Но ние трчајки за да ја кажеме оваа вест или трчајки, оставајки ги тие мртви работи позади нас, таа празнина која што сме носиле, разочарувањата, тагата, жалоста, безнадежноста и трчајки од таму каде одиме? Одиме кај изворот на животот кој што Исус ги пресретна и тие го прославија и вели ги гушна неговите нозе и му се поклонија. И како ние на вистина во нашиот живот може да се чувствуваме во одредени ситуации безнадежно, да може би имаме проблеми кои што не потиштуваат, но нашиот трчајки кон него, кон изворот на животот, тој ги менува нашите животи. И како тој го менува лично на секој поединечно. Кога збориме менува, не само тоа општо онака и да не сватиме дека тој не само на некого, туку тоа го прави и на мене лично, кој што може да го промени мојот живот, кој што очајно во тие моменти секој еден од нас може да се присетиме колку нас ни беше потребен кога ние се наоѓавме на дното. Јас не велам да ние секој ден се присетуваме што бевме некогаш, затоа што вели тоа ни е простено и е фрлено во морето на заборавот. Но да се радуваме на она кога во тој момент што Господ направи, не само тогаш, што секојдневно прави во нашите животи, како се грижи и како ги менува животите. Верувајте, ни сите овие години на мојата служба или на она што мојата вера, јас што можам да гледам како Господ ги приближува, како Господ ги менува животите на луѓе, никогаш не е досадна. Едноставно се радуваш и гледаш таа воскресителна сила и ден денеска е иста кој што менува животи. Можеме сите ние тука да почнеме да ги кажуваме нашите сведоштва, кажувајќи што сме биле некогаш, што денеска Господ направил за нас, и како можеме читаме разни сведоштва, како разни зависници и какви се луѓе Господ има ослободена. Јас ке спомнам само едно кој што го гледав, еден наш брат кој што, затоа што веќе си има и снимано, така да не му е скриено сведоштво, тој самиот си кажува дека со неговата сопруга во нивната младост сакале да вкусат се околу што овој свет нуди. И почнале да си го живеат животот како што едноставно овој свет им се нуди. Забави, алкохол кој што почнале од ден на ден се повеќе, не сваќајќи како тој премногу заглавува со алкохолот, кој што дневно треба 3-4 големи кеси со пиво да има кај него за да он го помине денот. Имале две дечиња кои што едноставно на ништо не се радувал, неговиот живот станува се помизерен, станува депресивен, почнале самоубиствени мисли да му се вртат, анкциозен, целосно бил така безнадежен. И неговата сопруга, затоа што веќе открива дека ги има тие помисли, се плашала, не знаејќи кога ќе се врати, дали ќе го најде жив својот сопруг. Но се сетиле дека кога биле таа нивна младост, понекогаш оделе во црква и решиле да отидат во црква, дека единствено нешто што ако може во овој момент да им се помогне, тоа е самиот Исус. Тие одат таму, слушат славењето, проповета и на крајот кога проповедникот рекол секој онего што сака да го прифати Исус во својот живот, да се помолат, да го прифатат, да го повикат, дека тој може да ги промени нивните животи, тој тоа го прави
Господ постепено го ослободува во целост, го променува неговиот живот и тој потоа толку затоа што е благодарен на Бог, сакал да му служи на Господ во сето она што тој можел да го прави. Не само неговиот живот. Кажав, секој еден тука од нас можеме да го посведочиме истото. Имаме сите различни сведоштва со различни работи, ама секој еден од нас ме морале да ја донесеме таа одлука, да речеме да, Господе, да го повикаме во нашето срце, тој воскреснат Христос, кој што тој ќе ги менува нашите животи. И знаеме дека силата на Божјото Слово итекако има сила. Јас и ти можеме да збориме со разни мудрости, да сме начитани многу и да збориме, но ние не можеме да ги обратиме луѓето. Туку зборот Божи, Евангелието е тоа кој што таа радосна вест ги допира нивните срца и ги менува. И затоа е наше да го проповедаме Евангелието, да збориме ја вистината од Словото Божје кој што менува животи. Во Римјаните 1 глава 16 стих Павле јасно кажува дека тој не се срами каде иде да го збори, да споделува, знаејќи што се тој направи Исус за неговиот живот. Вели, зашто не се срамам од Евангелието Христово, зашто е Божја сила за спасението на секого што верува, најнапред на јудеец, па и на елин. Значи, Павле ни укажува гордо на тоа, дека тој го верува тоа и тие сведоштва кои што тој ги доживеал во неговиот живот итекако имат сила и значење Божјото Слово што направило кај него. Тоа го прави и во нашите животи. Значи, Бог е оној кој што ги менува нашите животи. Во 2 Коринтијаните 5 глава 17 стих вели: и така кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете, се создаде ново. Значи, ние стануваме ново создание во Христос, кој што итекако почнуваме да гледаме на животот поразлично. Почнуваме да се чувствуваме поразлично, да имаме поразлични желби. Значи, сето она што може би претходно итекако сме мислеле дека е добро, откриваме дека тоа всушност не уништувало, не ни правило никакво добро во нашиот живот. Но, затоа е многу важно да го следиме Исус и да чекориме по неговиот пат, следејќи и применувајќи го Божјото Слово во нас, затоа што знаеме дека ако Исус е во нас, Исус ќе биде во секое поле од нашиот живот. Дали тоа на работа, ќе биде дали тоа во бракот, дали тоа во бизнис, во школа, каде и да сме. Таму и Бог ќе делува и ќе прави промени во нашите животи. И затоа верувајте дека никој еден од нас не сме случајно тука. Може би, сега овој стих кој ќе го прочитам, секогаш велиме дека се за луѓе кои што никогаш не слушнале, може би за Бог, но итекако за секој еден од нас, од и секојдневно нашето срце, ако се уште има нешто затворено, сме ставиле некоја препрека помеѓу нас и Бог, е време да отвориме широм вратата за Него во нашето срце, затоа што тој вели: еве стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Значи, твоето срце е вратата на животот, на твојот живот, кој што е момент кога ти ќе кажеш и ќе го отвориш да му дадеш простор на нашиот Господ Исус Христос во нашето срце, кој што тој го носи мирот, ја носи надежта, ја носи радоста, и затоа е многу важно да го отвориме широм нашето срце, да го прославиме Него и на вистина кога ќе излеземе од тука не бидеме оние кои што влеговме, туку да дозволиме да Бог не менува со неговата воскресителна сила. И затоа е голема и најдобра вест или радосна вест е тоа дека Христос е жив. Тој живее во нашите животи. Тој е со нас и денеска. Не е далечно како што мислев некогаш, дека само ако еден ден се соочам, еден ден ние ќе застанеме пред Него и ќе го славиме. Ама уште сега е тој тука, живее во мене. И другиот стих вели: тој што е во нас, Христос,
е многу посилен од она се што е околу нас. Така да чекорејте со таа воскресителна сила. Со тој воскреснат Христос нека биде во вашето срце, да ви носи секојдневен мир, радост, надеж во секоја една ситуација од вашиот живот. Ништо и да минувате, тој го има решението. Тој ќе биде со вас и ќе ве изведе, да издржите, да истраите, затоа што тој ја има таа сила. А и не треба да се плашите, како што тој кажа, не плашете се, затоа што тој ја издвои победата. Тој издвои победа над гревот, над смртта и ни даде живот. Тој е жив и вели, вие ќе живеете затоа што јас сум жив. Така да, во молитва да му кажеме благодарност и да се радуваме на тоа дека Христос воскресна и тој е жив во нашите срца.